Се што се случуваше изминатите 7 години у Македонија, владење на СДСМ и ДУИ, беше аминувано или беше подпомогнато на милион начини од страна на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски. Значи, очигледно е дека постои некаков таен договор, затскриен договор цело време во позадина за кохабитација, соработка и помагање во клучни моменти. Ова со бугарите во уставот ми е навистина дилема. Зашто ВМРО-ДПМН го проблематизираше до тој степен? И не само што го проблематизираше до тој степен, еве сега оди Христијан Мицкоски чекор подалеку. Тој практично вели дека од Европската унија најсрекни би биле да не нема, практично да не постојат македонци и тогаш ние би имале сите петки и би станале утре членка на Европската унија. Само да не сме македонци. Значи, тоа е дополнително проблематизирање на една работа која што мислам дека од глупост политичка, од непознавање политичко, ја дигна и ја проблематизира до тој степен. Во даден момент беше многу корисна за доаѓање на власт, затоа што антибугарскиот сентимент во Македонија е огромен. Мислам, тоа не треба да го зборам или да го објаснувам, има анкети кои што го покажуваат тоа, и тој антибугарски сентимент во голема мера е резултат па и на бугарските политичари кои што имаа многу голем број на неумесни и неславни и лоши изјави кои што ги влошија односите помеѓу двете држави, и на крај јаготка на тортата на шлагот беше бугарското вето, кој што практично не стопираше у нашите европски интеграции, иако имаше политичари од Европската унија кои што велеа дека ќе го сменим името за 4-5 години ќе станеме членка на Европската унија. Се окей. Не можам да сватам која е неговата причина да дотолку го проблематизира внесувањето на бугарите во уставот. Или има нешто кое што ние не го знаеме, а не верувам дека има такво нешто, или има некоја друга позадина и некој негов личен интерес или интерес на оние луѓе за кои што практично работи. Затоа што има теории, кои што ја не мислам дека се теории, дека Христијан Мицковски во суштина е само фасадата која што ја гледаме, а некој друг од позадина ги влече конците. Дали е тоа, не знам, го нарекуваат олигархија, кафетин коалиција, ваква. Има луѓе кои што во позадина се многу помоќни од македонскиот премиер.